21 август 2020 лето господово. Добро дојдовте во уште една емисија од циклусот Родински разговори, кој веќе прераснува во своевидна лектира за патриотизам и суверенизам. Како што во изминатите емисии имавте можност да видите, Родина не се затвара во еден круг затворен, каде што ги промовира само собствените членови, собствените видувања и собствените ставови. Решивме да допреме до секој македонец, до секој вистински патриот и најповеќе од се да допреме до сите успешни македонци кои власта ги маргинализира, ги трга на страна затоа што им се реална конкуренција, а сите знаеме дека двете системски партии во изминативе 30 години упорно ги избегнуваат најквалитетните кадри во Македонија и упорно ставаат нивни. Најверојатно им требаат слепи послушници кои би работеле по нивниот воспоставен систем. Вечерва имаме еден исклучителен гостин, човек кој успеа да го заобиколи економскиот систем во Македонија, успешно, своевиден Робин Худ. Значи, неговата дејност, неговиот бизнис се заснова на тоа да има поврат за сите луѓе кои се вклучени во тој бизнис. Многу успешен човек кој за кратко време успеа да направи компанија која прерасна во своевиден лидер на тоа поле, на полето на мултилевел маркетингот. Човек кој долги години беше и во политиката. Со задоволство ви го представувам господинот Зоран Витанов. Добро вечер. Зоран, добро дојде во нашето студио. Добро вечер во сите што ве следат и вас вечерва и мене. Вие бевте поранешен пратеник во Собранието на Република Македонија. Да. 2 години чинаме или помалку бевте заменик министер во Министерството за економија. Да. Значи не ве недостасува политичко искуство Напротив, и многу ангажман. сум заситен. Што се случи? Зошто одеднашка 2007 година решивте да напуштите политиката? 2008, да. И да запловите во полето на бизнисот. Да, на предприемништвото. Колку што имаме сите информации, вие имате успешна компанија која ги вклучува се повеќе и повеќе не само луѓето во Македонија, туку и големите компании, дури малиот и средниот бизнис, и гради еден своевиден паралелен систем во економијата. Токму тоа што ние како суверенистичка партија се залагаме за систем вон системот, вие веќе сте го етаблирале со вашиот пример во економијата. Ќе ве замолам, Зоране, да ни објасните малку повеќе како дојдовте во контакт со мултилевел маркетингот. Не знам дали се изразувам точно, дали се работи за мултилевел. Да, еден од термините е тоа. Така. Јас го милувам да го употребам терминот network маркетинг. Network маркетинг. Да. И да ни кажете како беше почетокот ваш, докаде сте и како во овој услови на нелојална конкуренција, на наметната од системскиве партии се снаоѓате? Па добро, првин, ако смеам, мала корекција, спомнавте оние што власта ги маргинизира. Не знам дали ме маргинизира, бидејќи јас немам никакви аспирации да бидам во политиката повеќе, така да веројатно тоа за мене не се однесува. Можеби се обидува политички да ме маргинизира, но јас воопшто немам апетити во политиката, така да би се дистанцирал. Ке им падне камен од срце ако слушаат вечерва. Немам, искрено немам. Бев се заситив јас во политиката. Зошто? Бидејќи во политиката човек мора да прави компромиси. А ние сите имаме еден живот, имаме една држава, имаме една татковина што ја љубиме. Не можеш ти да правиш компромис со она што го сакаш и не можеш да правиш компромис со стандардот на животот. И кога видов дека е тоа така, а згора на тоа не можам да придонесам моите визии таму да се реализират, а ме плаќаат од буџетот, беше неетички. Неетички е кога не го придонесуваш тоа што го сакаш, ти да земаш пари од оној што повеќе му треба, од, да речеме, фондот за здравство, од буџетот кај што имаме учители, армија, полиција, и почувствував лоша карма. И кулминацијата дојде на 2 април 2008 година, после нашиот неуспех како држава, како нација и како меѓународна политика во Букурешт со НАТО, и одлучив повеќе да не се занимавам со политика. Излегов на говорница во собрание и кажав дека јас од утре повеќе не сум тука, дека
ако останам овде, чувствам дека ќе си го изгубам образот. А мојот дедо ме учеше и тоа и таму го кажав на говорница, дека образот, и тоа е вистина, не може никој да ви го земе, може само сами да си го изгубите. И тогаш одлучив да не се занимавам повеќе со политика и одлучив целосно да се вклучам во претприемништвото. Зошто? Затоа што не е прашањето што државата може да направи за тебе, прашањето е што ти можеш да направиш за државата. И тоа не е на Кенеди, тоа е либертаријанска стара мисла и идеја и јас се идентификував со тоа од секогаш и од секогаш ми била желбата да бидам предприемач. Пред да влезам во политика, јас бев во предприемништвото. Еден мал куриозитет што луѓето не го знаат. На 10 јуни далечната 1990 јас завршив средно училиште. На 11 јуни истата година се регистрирав своја приватна фирма. На 18 години. На 18 години. Значи, првиот ден кога завршив средно училиште, јас веќе имав своја фирма. Уште еден куриозитет, таа фирма до ден денеска е жива, функционира, постои, таа е наша семејна фирма на моето пошироко семејство Витанови, татко ми, брат ми и јас со снаа ми и мајка ми ја водиме таа компанија. Но ова за што спомнавте, нетворк маркетингот е нешто друго. Јас сум таму само еден мал мала, како се вика, запченик. Запченик, баш тоа е добриот термин. Но еве се покажа значаен. Се здруживме предприемачи од цел свет, од 50 држави. Лично јас со продукцијата што ја има целата таа компанија во 50 држави, а партнери ни стана AliExpress, Ричард Бренсон, нели Джек Ма, Ричард Бренсон, господинот Матешиц не е стратешки партнер од Red Bull, и да не ги набројам Walmart од Америка, Apple и така натаму. Но исто така и мали средни предпријатија од 50 држави. Во моментот продукцијата на целата на бруто обртот 4,9% е во моја собственост. И тоа ме прави посебно горд, бидејќи направивме глобален резултат, глобален успех, се должи на две работи. На јасна визија, но исто така и на иновативност. Тоа што мислам дека во моментот и како нација малку ни недостига. Јасна визија и иновативност. Малце ние сме склони на имитирање, на каскање позади другите и така. Меѓутоа таму сум вложен максимално. Нема да ми верувате ако ви кажам дека во последните 7 години работам по 15 сати на ден. И тоа вистина и искрено го кажувам. Најдобро знае моето семејство, меѓутоа се сработи, верував во таа идеја и сега си почнувам полека да уживам во плодовите на тој мој труд. Вие во последно време сте популарен со пишувањето и издавањето на вашата книга. Да. Воскресни жив. Да. Делови од книгата успеав да прочитам и со поголем процент од тоа што успеав да го прочитам се согласувам, затоа што е дел од моето животно мото и мојот начин на размислување. Значи првин треба да се спознаеш сами од себе си за да можеш да имаш визија и да креираш некој си наратив и успех во животот. Така е. Тоа е токму тоа што и треба и на Македонија како држава, да се спознае самата себе. Значи Македонија е лулка над светската цивилизација, сакале ние тоа да го признаеме или не. Сме дале многу, значи не само државници, не само великани како Александар Македонски, како браќата Свети Кирил и Методи, како Климент Наум, глаголицата. Безброј можеме да збориме 3 дена и да не истапна тема. Јас кога со моите деловни партнери разговарам за тоа што е и која е Македонија, луѓето остануваат запрепастени и на крај сите го кажуваат едно истото. Очигледно вие немате поим од маркетинг. Тоа е тоа што Сите заклучокот кој ќе им објаснам. Некој од нив сум ги донел во Охрид, сум ги однел во Струмица, во Велјуса, во Водоча, на Плаошник, во Свети Климентовата црква, Перивлепта. Каде ли не, нели, на значајни места наши Хераклеа, Стоби. И заклучокот е секогаш тој. Вие немате врска од маркетинг. Значи, вика, ние да го имаме тоа што го имате. Имаше една многу интересна на моја пријателка, возрастна жена, 65 годишна жена од Шкотска, која што ја однесов жената не беше во добра физичка кондиција, здравствена. И ја однесов во Велјуса во Струмица. Пошто јас сум струмичанец, нели? Најмногу си го промовирам тој струмички крај. И кога ја објаснив дека ова е најстара, автентична, нереновирана црква од византиски тип на планетата и дека ова што го газиме
е старо повеќе од 1000 години, жената како што едва и се движеше, како еленче скокна со 2 чекори и излезе надвор од црквата. И почна да вика по мене да излезам и јас надвор. Па вика, свесни ли сте вие што правите? Дали вика, во Шкотска вика, ние немаме ништо толку старо, а ако имаме нешто такво, ние вика ќе ве изолираме вас туристите на 100 метра, ќе ви ставиме двоглед и за да го гледаш треба да ставиш 10 фунти, за да можеш оддалеку да го гледаш. Вие вика, па викам, кога го имаш многу, не го ни цениш, додека не го изгубиш. И тоа е основниот наш национален проблем, што ние не знаеме што имаме додека не го изгубиме. Знаете, тоа е кога јас потекнувам од село Бориево Струмичко и јас како дете никогаш пиперки не јадев. Зошто? Па израснав во пиперките. Ме разбирате? Но на кој да му понудиш од тие пиперки, луѓето као да си им дал суво злато. Кога го имаш многу, ние што правиме? Ние сме како нација, седиме на вулкан, на еруптивен вулкан од мудрости, од цивилизација, од култура, од хуманизам, а бараме искра некаде во новонастанатите цивилизации, каде што всушност се земале од нас. И тоа многу ме боли што ние како нација не сме свесни, па нели песните наши, не знаеш кој си, што си, другите знаат. И мојата цел, мојот основен мотив зашто јас сакав интернационално да пробијам е за да покажам, да допрам до тие луѓе, за да им покажам кој всушност сме ние. И тоа си го сметам за животно мото, да покажеме кои сме, дека вредиме, но ако се потпреме само на минатото, без да покажеме дека и денеска ние имаме интернационални резултати, тогаш него ни заслужуваме тоа минато. Ќе станеме гротеска на минатото, ќе станеме пародија, како што јас за атињаните велам дека се парадокс на античките атињани, денешните атињани. Се плашам дека ако ние не покажеме интернационални вредности, и ние ќе бидеме парадокс на нашето минато. И ова што ни се случува во Македонија во моментот, малку наликува и на тоа. Наликува, за жал, баш вашиот сограѓанин Зоран Заев, популарно наречен црпнатиот од Муртино, тоа сето ние што го збориме дека го поседуваме, дека се смеси. Мислите само наречен, бидејќи јас колку што памтам, он сам си каже. Го распродава буквално како да е на некој од тие пазарите што сам си раскажуваше дека во 90-тите години идел да продава токму од пиперките. Токму во вашава книга, Зоран, Воскресни жив, се говори дека секој човек треба сам да се спознае. Сам. Зошто е на земјата, која е неговата мисија? Мисија, така е. Зошто е створен во суштина. Токму на македонците тоа им треба. Значи јас ја препорачувам топло оваа книга, секој еден македонец да ја прочита. Ти благодарам. И верувам дека ќе направи во него таков пресврт, ќе може конечно да почне да се цени, да не зависи повеќе, да не прифаќа без контрола се што доаѓа од западот, кога веќе имаме тука изградени вредности кои ние сме ги дали по наша вина, дали по вина на некој од надвор или од нашиве квислишки политичари, ни се наметнати и во училиштата, и во образовниот систем, и во семејствата, и во сите општествени односи и релации. Би сакал да добијам еден примерок од книгава за јас може ви напишав да ја прочитам во целост. Ако ми дозволите, можеме да ја прочитам, кратка е посветата. Значи, Владимир, за да и помогнеме на Македонија, треба првин да имаме повеќе вредност во себе. Оваа книга тргнува од нас, за да ја го дадеме на Македонија, она за кое не задолжија нашите предци. Така да ова е едно голем почит и многу ти благодарам. Ќе ја прочитам, значи, детално сите твои мисли ќе ги изанализирам и верувам дека ќе ми помогне за да се надградам самиот себе. Сигурен човекот се учи додека е жив. Да, апсолутно. И уште еднашка топла препорачувам на сите наши гледачи. Значи, доста читате некои си книги тамо, Кабала... Не, има многу книги што вредат, нели? Така, нека читаат. На крај крајва и погрешни книги да читаат, нека споредуваат луѓето. Од читање нема зиен. Имаме, значи, нешто тука автентично. Луѓе како Зоран, кои што се свесни за својот квалитет, квалитетот на сопствената нација, на сопствениот народ, свесни дека тука е фактички изворот на светската цивилизација и тоа е вградено во оваа книга. Значи, ви препорачувам уште еднаш да ја прочитате и тоа за тоа што Родина се залага за
редржавизација комплетна, истото да се направи воскреснување додека сме додека сме живи на овој свет, додека сме живи. да воскреснеме Македонија. Да, така. Значи, И себе. и себе. Не можеме ние да возкреснеме друг ако прво самите не. Тоа Достоевски не што го кажува, да. така. Ние ќе се Кога сме кај Достоевски. Еве нека не почнат од мојата книга, нека почнат од монологот во втората книга на браќа Карамазови. Убаво што ме потсетивте, кога братот Иван на братот Алјоша преку монолог му зборува за големиот инквизитор и како светската цивилизација до толку е скршната од исконот на религијата и на хуманизмот и христијанството, што вика сега и да дојде, вика, вистинскиот Исус, ние ќе го раснеме. Така е. Ќе го, всушност он вели ќе го запалиме на клада, ќе бидеме инквизитори негови, штитејќи го него. Се плашам дека и ние македонците го изгубивме компасот и дека сега и да дојде ова исконското, ги спомнавте и Кирил и Методи, и Климента, и Александар, се плашам дека ние премногу неавтентични сме во моментот за да ги заслужуваме тие луѓе. Да ви дам мал пример. Колку повеќе ние низ државата поставуваме цркви, по мене тоа е доказ дека верата во нас ја нема, па сакаме да го компензираме. Исто се однесува и за другите народи, кога поставуваат знамења на секаде, тоа се значи дека оформуваат нешто што веруваат дека не им припаѓа. Тоа секогаш луѓето така го прават. Затоа сите ние треба да тргнеме од себе. Да не владее стравот. Балканските народи, и македонците, албанците, србите, грците, бугарите, во Босна видовме што се случуваше, во Хрватска, јас сум таа несрекна генерација, последната јна генерација, па бев сведок на многу апсурди, како гине луѓе не знаеа зошто. Премногу страф има во тие нации и стравот доведува до тоа да ние не се свртиме кон себе, туку се браниме од другиот. Нема среќа кога ти не си свртен кон себе, а се браниш од друг. Тоа само навлегуваш од еден грев во друг и од влегуваме во негативна спирала. И затоа Балканот, иако според мене, јас, фала Богу, се сметам за прошетан човек, еколошки, климатски, културолошки, не постои подобро место на планетата од Балканот. Не случајно првите цивилизации од овде потекна. Не случајно од овде потекнало се. Не зборам сега од Македонија, да не звучиме националистички. Еве да бидеме космополитики, кажеме од Балканот. Меѓутоа сега во моментот стравот кој што влезе во луѓето прави недоверба и не се повикува на автентичност. Не веруваме со следната автентичност. Затоа Балканот сега е во депресија. Крајно време е новите генерации повторно се свртат кон сопствените квалитети и кон тоа што можеме да понудиме ние. Прво и основно да се разбудат национална свеста. И тоа е идентитет. Ако ти немаш идентитет, ако не се сакаш себе си, невозможно е да го сакаш другиот. Ако нешто немаш во се, како можам да ти дам нешто што немам? Ако јас сега во мене немам јаболка, а ти ми бараш јаболка, како ќе ти го дам? Затоа, ако не се сакам себе си, ако не си се сакам како македонец и ако не се ценам со мојот национален идентитет, како можам да го ценам другиот? Тоа е апсурд. И затоа просто мене ме загрижува до аларм тоа што ние сме спремни сега да продадеме, буквално да продадеме се за некоја проектирана можна идна финансиска еднократна корист. Не може ние за да влеземе во НАТО, за да влеземе во ЕУ, да си го продаваме националниот идентитет. За мене тоа е проституција и тоа јас го кажав и пред референдумот. Трифун Костовски, колку што се сеќавам. Да, и со професорот Узунов, ако мислам дека се викаше Узунов. Со Кале Шангја имавте убава компарација. Така е, ние ја славиме Кале Шангја. Треба да си ја читаме ние нашата литература. Стале Попов, мене како дете, ми даде код на идентитет и на национална гордост со која што се гордам секаде по светот. Кале Шангја и Митра биле другарки кои што биле прекрасни, биле убавици. Најубавите жени биле во Мариовскиот крај. И турскиот, заборев дали беше Ага, дали сега ги заборев тие, се извинам, како се вика судија на турски? Кадија. Кадијата. Турскиот кадија, која ги видел колку се убави, не сакал, он знаел, нели, дека сепак кадија бил учен човек и така натаму, веќе почнувало младотурството полека да се развива, иако тој не бил од младотурците, не сакал на сила, не сакал како неговите предци, што го освоиле Балканот брутално и дивјачки, и се обидел, мислејќи дека тоа е добро, се обидел да ги плати, да ги купи, нели.
демек еве со убаво ви настапувам. И почнал да им нуди свила, злато, жолтици, златници, Сарајот да им го нуди и така натаму. И Митра си кажала, па добро, имаме еден живот. И многу е убаво како Стале Попов ни ги пластично презентира размислувањата, кои мисли ги имале Митра и Анѓа во главата. Едната мене ме асоцира премногу на Зоран Заев, а другата премногу ме асоцира на автентичен македонец кој ќе се цени сами од себе. Митра станала мигар. Митра го прифатила тоа за пари. И кадијата потоа ја замолил и кажал, задоволна си, имаш се, имаш свила, имаш се што имаш, Сарајот ти е твој, ти не достига нешто, дали си тепана, дали се ти е убаво? Да, те молам сега, земи го ова злато, двојно повеќе и оди кај Анѓа, другарки сте, убеди ја дека овде не е лош. И Анѓа, Митра изборува на Анѓа, но сега се представува као мигар. И Анѓа вика, ти дали разбираш, вика? Со променет идентитет. Да, со сменет идентитет, сменето име. И вика, дали разбираш ти дека ова ништо не вреди со самото тоа што ти ги изневери твоите кои што се на гробиштата? Дали сега ти можеш да си представиш што значи ако они сега станат и те видат која си? Дали ти сваќаш дека го раскина коренот собствен со нив? И дали сваќаш дека ти нив ги уби мртви? И вика, ова не вреди ништо, моли сестро. И вика, како ќе, кога ќе заврши животот, па како ќе ги погледнеш во очи нив и Бога? Вика, тоа ќе го мислам после животот. Животот е еден, еве сега свила е ова, и покажува, ја убедува. И се Анѓа само се врти, плука на тоа, и вика, нели, разочарана е, меѓутоа тоа е, вика, твој избор, ова не е мој избор. Сега, поминаа 100, 150, 200 години. Кој од нас ја памти Митра и кој од нас ја слави Митра или Мигар? Луѓето неа ни знаат. Но за Калеш Анѓа нема македонец кој што не знае да ја отпее и кој што не се наежува кога ќе почне песната Ајде слушај Калеш Бранѓа. И сега кого ние славиме? И денеска некој мене сака да ме убеди дека ние треба да влеземе во Сарајот за да се го смениме идентитетот за материјални добра. Сите ние сме родени голи и боси на овој свет и голи и боси ќе заминеме. Се што во меѓувреме ќе добиеме, дали добро, дали лошо, дали долгови, дали профит, е врз основа на тоа што сме си заслужиле. Никој во животот не добива нешто незаслужено. Затоа треба да се свртиме кон себе. За да добиеш тоа што го сакаш, треба да го заслужиш. Анѓа ја заслужила нашата почит. Мигар ја заборавивме и ние и нема да си ги препознаени своите родители која отишла на овој свет. Оти го сменила идентитетот. Митра и Мигар, Европска унија и НАТО се организации во тетрапак. Организации со рок на траење. Како што беше СФРЈ организација во тетрапак. Се што е здружение, се што е направено вештачки, е створено од моментален интерес и се додека трае интересот, тоа постои. Но потоа пропаѓа. Дали ние треба нешто што е вечно, што е идентитет од аргеадите до денес? Дали треба од тоа да се откажеме за вредност во тетрапак, на кој што е отпечатен рок на траење? Па тоа зборува дека ние сме Митра и ние ќе бидеме заборавени. Ние не сме Анѓа. Најверојатно Зоран Заев мора да има некоја фамилиарна конекција со Митра, затоа што Митра на распад на Отоманската империја за време пред почетокот на Младотурската револуција која го најави распадот на Отоманската империја, ја менува верата, нели се конвертира с нејзиниот идентитет, исто тоа го прави Муртинецов. Значи пред 3 дена. Иначе немојте да го викате Муртинец, во Муртин има многу честни и работливи луѓе. Така. Тие луѓе што биле во Муртин знаат дека таму се наоѓа најтрудолюбивиот народ во Струмичко. Значи тие луѓе знаат да бидат во земјоделие од 4 сабајле, кога уште не е сонцето изгреано, наводнуваат, па потоа сеат, орат, копат, по цели денови и цели тие се луѓе кои што честно се го вадат левот. Така. Немојте за тоа исто како да кажеш со Заев македонецот, Заев. Не, значи Сапнатиот ќе го викаме како што мило не, да не го толкуваме него. Не, поентата ми беше за како што не ја толкуваме Митра, ве молам, значи не давајте значај, затоа што некој погрешно привлекуваме, му даваме енергија. Митра останала игнорирана и забораена на буништето во депонијата на македонската историја. Значи, а ако ја
Ако ја зборувам, може би некој погрешно ќе ја протолкува па ќе ја слави. Не, ние си ја славиме Ангја. Ние си ја славиме Македонија, ние си го славиме идентитетот, ние си го славиме достоинството. Оти на крајот, по нашата вера вика дека секој со својот крст на чело ќе излезе пред Бога и таму ќе даде оправдување за сите негови дела во животот. Секој одговара само за собствените дела. А ние да ги зборуваме во емисијата, ве молам, позитивните примери. Македонија има толку многу позитивни примери, што ние до утре да правиме емисија нема да заврши емисија. На нив да се посветиме. А се додека им даваме енергија, неуките, полуинформираните, но внимавајте, и очајните луѓе, кои што не се свесни за собствената вредност, ќе се привлечат кај Митра за златници да си сменат вера. Тие што се гладни, гладната риба, не ја интересира дали позади црвот има јадица, туку го гледа само црвот. И ако ние кажеме дека таму и таму има црв, зошто гладните риби да ги ставиме во замка? Да не зборуваме за црвот, да не зборуваме за измамата, да не зборуваме за луѓето кои што се за лажни вредности се продаваат и себе и распродаваат се што е свето. Дај да зборуваме за нас, за еднината на Македонија, за еднината на македонската нација, за местото на македонскиот народ во светската цивилизација. Како ти, Зоран, ја гледаш борбата во еднина, значи токму со тие што ни го продадоа идентитетот, распродадоа се што може да се биде за институција како НАТО, која предвадена Доналд Трамп најави дека ќе се повлече од тамо, значи се продаваме за нешто што веќе нема да постои во скора иднина. Што според тебе треба да се направи? Според мене НАТО е исто што била и оската во Втората светска војна. Супер мокна велесила и оние кои што ги заборавиле собствените вредности и што се уплашени, барат привидна заштита таму. И видовме дека сите тие нации кои што тоа го правеа, видовме како завршија. Јапонија, Италија, Германија, Бугарија, Албанија и така натаму. Или уште по-пластично да објаснам за луѓето да сватат, НАТО е како ги памтите бугарите во 95, 96, 97 кога имаа застрахователни компании. И се одат кај некој многу печен предприемач, чесен, кој што си го вади лебот, кој што си има свое предпријатие, и тие му доаѓаат, вика, ние сакаме да те заштитиме тебе. И он вика, ма, јас сум чесен, немам зашто да ме заштитите. Вика, сакаме да ќе ти наплаќаме, не знам, лупам се 1000 евра месечно, за да те штитиме од лошите. И он вика, ма јас ниту имам долгови, ниту имам некои со честни луѓе работам, благодарам, не. И потоа тие доаѓаат и тие му го палат дуќанот. Тие доаѓаат и тие му прават зулум, и потоа вика, за да си заштитен, плаќај не 1000 евра месечно. И овој од Зорт ги плаќаат така наречените застрахователни компании. НАТО е тоа. 2001 ни го запали. Во сите држави он тоа го прави. НАТО е светска застрахователна компанија и потоа он бара, вика, за да ве штитиме од лошите, а ние, пазете, и со сите недоразбирања историски со грците. Они направија класичен геноцид, фашистички, брутален геноцид во 48 година во Егејска Македонија. Но дури и после се, дури и после сите недоразбирања со грците денеска, ние немаме воена опасност од грците, ниту тие од нас. Значи, ние дури и со најголемиот наш непријател на 20 век, грчката држава, ние немаме опасност од воен. Но НАТО вика, ние воено ќе ве штитиме. И пазите го парадоксот сега. Воено не штитат и сега од кога влеговме во НАТО, грчки авиони го бранат нашето дело. Парадокс. Тоа значи дека е обична застрахователна компанија која што не присилува да и плаќаме месечно, да не штити, да не брани како што се овие, нели, агенциите за обезбедување. НАТО е светска агенција за обезбедување, присилна. И плюс ти продава оружје. Вика, не са, ние ќе ти кажеме како ќе се браниш, ние ќе ти продаваме, не знам, алармни системи, камери и така натаму. Бандити класични. Тоа е тоа. Колку што ги заштитија турци или грци меѓу себе кога си степа за клипа. Милион примери има, да не зборувам. И сега пак тензиите се зголемуваат на Средоземјето. Ако ние немаме вредност во себе и ако немаме ако не сме автентични, ако не сме суверени, значи тоа е клучниот збор. Ако не сме либертаријанци, ние ќе се приклониме, ама со истата филозофија со која што Мигар се приклонила во Сарајот. Оти тој на крајот ти кажал, овде си заштитена, Ангја не. Да, меѓутоа Ангја си го зачувала образот.
достоинството, и сега внимавајте, тоа сакам да го запамтите. Совеста. Сите ние сме свесни. И Мигар и Ања се свесни. Но Мигар не е совесна. А Ања си ја зачувала совеста. О е разликата помеѓу свест и совест. Е тоа О е нашиот ореол. А ако си го изгубиш ореолот овде, ти си никој и ништо онаму од кај што си дошол. Ореолот е тоа што нас не штити и ореолот е нашата водилка, нашата душа. Ако си изгубиш душата, ти си за век и веков залутан по буништата на светот. Е тоа треба македонецот денеска да го разбере. Разликата меѓу Мигар и Зоран Заев и екипата околу Да не него го спомнувам за е таа што Мигар не можела да влезе во институциите на системот, тоа што тогаш сме немале собствена држава. Сега, кога веќе ја имаме, но за жал од ден на ден се плашиме дали ќе се разбудиме во истата држава. Не, тоа од нас зависи. Зоран Заев и сличните како Мигар, нивните денешни незините представници, ја имаат извршната власт. Прават што сакаат да прават. Значи, и тоа што се плашевме во предизбори, во сега во на актуелни избори дека ќе има албанец премиер, не дека се плашам да има албанец премиер. Ако е најквалитетен, нека биде 4 години. Мене тоа не ми пречи, но да има друг критериум. Дозволите. Така. Јас познавам албанци овде во Република Македонија на кои што би им дал во исто време да бидат и председател на држава, и премиер, и председател на парламент. Тоа го велиме. Значи, ако критериумот квалитетот и способност, компетенциите. компетенцијата. А ако националноста е професија, тогаш ти не си ништо друго освен криминалец. Имаме класичен апартхед. Али Ахмети е најобичен фашист кој што пред се им штети на албанците во Република Македонија. Од еве направите една мала анализа. Во последните 15-20, од кога се појави Али Ахмети 19 години. 2001. Благодарение на Бранко Црвенковски за личен интерес, слично, тоа е СДС Мигар филозофија, Таа е таа филозофија. го направи политичар за да се обезбеди сопствено мнозинство. Еднократна, кратковида, одличен интерес, краткорочен интерес, направи долгорочна штета. Но друго ми е поентата. Од 2001 наваму, дали сте виделе вие угледен албанец интелектуалец во политиката? Не. Гледате тотални анонимуси, кои што додека се на фотелјата, ги краси фотелјата, но не ја красат тие фотелјата. Угледните, авторитетните, традиционалните, успешните албански семејства во Република Македонија се фрлени на маргините од истиот Али Ахмети, затоа што и таму гладните албанци ги интересира црвот, а не дека позади нив има јадица. Па зарем на еснафите во Мавровка албанци не им смета дивоградбата? Им смета. Значи Али Ахмети не е штетен за македонците колку што е штетен за албанците во Република Македонија. Но да не ги двоиме по албанци и по македонци. Да ги двоиме по домакини, бидејќи ние сме граѓанско општество. Либертаријанец не признава приоритет на нација. Јас во мојата фирма, во мојот нетворк, воопшто не ми интересира кој каква националност е, кој за кој гласал, кој која религија е. Мене ме интересира дали е компетентен, дали ја има визијата што имам јас, дали ја има храброста поголема и од мојата и дали има истрајност поголема од мојата, за да ние како заедништво овде, на ова поднебје, и бугарите, и албанците, и грците, внимавајте, и македонците, и србите, и харватите, сите и романците, сите заедно, и турците, да покажеме дека вредиме еднакво како светот. Сепак, колку и да не ја сакаме Европската унија заради македонска, што не ја признава на територија на Европа, македонската нација не ја признава самата Европа, мораме да признаеме дека заедништвото створи синергија во Европска унија и го подигна стандардот. Зошто ние да не направиме заедништво на Балканот? Зошто овде да не створиме синергија? Впрочем, го имавме таа 45 години. Така е. Не значи дека ако јас сум македонец, македонист, дека тоа автоматски значи дека ги негирам другите. Не. Ако не се сакам себе со мојот идентитет, тоа е родолюбие. Не можам да ги почитам. Така е, така. Тоа е љубов кон моите предци. Тоа е љубов кон мојот идентитет. Ако немам идентитет, јас немам амбиција да направам нешто во живот. Тогаш немам здрав корен. А не постои, запамтете го и тоа, не постои врв без корен. Точно. Тоа ме научи дедо ми од село Бориево, кој што е многу блиско до Муртино, патам да ти кажам,
кој што ми викаше: синко, што и да правиш во животот? Запамти една работа. Обрнувај внимание на коренот, а не на врвот. Врвот е последица на здрав корен. Сега, со оваа политика, Заев тоа не го гледа, не го перципирам. Некој од страна, кој што не и мисли добро на македонската нација, мава во коренот. Оти не може тебе друг да ти го смени идентитетот. Може само сам да си го смениш. Затоа они гледам многу неуки луѓе во СДС, кои што едноставно немат знаење и немат лоша намера, кажуваат: па добро, бевме фиром, сега сме Северна Македонија. Не бе, луѓе. Ние под присила, за да влеземе во Обединетите нации, бевме уценети на привремена референца, но уценети од страна да таму фигурираме како фирум, а внатре ние сме си македонци во Република Македонија. Сега, благодарение на неуките членови на СДС и благодарение на продадените за личен интерес криминогени 8 пратеници во парламентот, што јас ги нарекувам грефчиња, ние сега се само укинавме. Иако и тоа е нелегално, бидејќи имавме референдум и народот сепак покажа дека се уште ја славиме Ангја, а ние не знаеме која е Мигар, веќе не ја познаваме. Зошто го зборам сето ова? За да ни стане јасно дека ако коренот ти го пресечеш, ти не можеш да бараш успех. Ти можеш само да бидеш, како беше ово, изгубен во времето, во семето, со жицата, не знам што. Ти можеш да бидеш изгубен во времето и простор, не знам што кажа човекот, никој не, и он веројатно не знае што каже. Меѓутоа, да се вратиме ние на коренот. Здрав корен дава врв. Врвот не дава корен. Здрав темел гради куќа, кровот не гради куќа. Еве, пробајте, видете, јас сум од земјоделско семејство и знам што зборам. Ама за тоа треба многу труд. Треба многу и промашени реколти. Треба многу да поминат и сушни и поплави години. Треба и многу загуби. Но ако секоја година сееш, секоја година нема да жнееш, но една добра година ќе ти ги компензира останатите. Но ние престанавме да сееме, надевајки се дека веќе нема потреба да се подпираме на нашите корења, некој таму нешто на нас ќе ни даде. Не постои такво нешто. Никој не дава И тоа е мајндсет на проституција. Така. И треба честно да си ги кажеме работите. Треба да си ги кажеме во очи работите и не мора сите да се согласиме. Но да сме кажале, јас сум татко на 3 деца и во таа емисија тогаш и во ова емисија сега, јавно кажам, никогаш во животот од 2008 до сега јас не сум имал политички амбиции и нема да имам политички амбиции. Но амбиции мојот народ и мојата држава и сите граѓани што живеат во оваа држава да ми бидат успешни браќа и сестри, имам, и тоа големо. И овде сум дојден заради иднината на моите деца. И затоа кажам, ако не засадиме здрава нација, здрави корења, здрав разум, кај што ќе се потпира на собствените компетенции, ние и не заслужуваме да имаме успех. Успехот не може да се купи, успехот не може да ни го поклони некој. Успехот мора да се одработи. Знаете од кај знам? Од личното искуство. Личното искуство Затоа ви најдобар спомнав показател, дека така. 15 сати на ден работев. Не дојде господинот Матешиц мене да ми поклони успех. Туку од кога јас успеав, ми се јави господинот Матешиц и ме покани, тоа е собственикот на Red Bull, ме покани од јахтата негова во Монте Карло, лично со мене, да ја гледаме трката каде што 4 негови болида се тркат во Монте Карло. Нешто што за мене беше незамисливо, што само на телевизија го гледав. Ама јас прво дадов труд, дадов жртви, првин учев, инвестирав во себе, работев дење ноќе за да дојде до тоа. А не му кажав, слушај, што треба ќе направам, нема да се викам Зоран, ќе се викам Јохан или не знам како, ќе се викам, не знам, Шулц, ама дај ми ти мене јас да бидам на твојот тех. Тоа не функционира така. И мислиш дека тој тебе те цени така? Никако. Не. Тој од политика дека направам една компарација, Зоран, повеќето партии милуваат да се кажат као патриотски, со национален презнак, суверенисти еве се поново. Секој може за себе да си каже што сака, ама И делото сите не велат, ние ќе појдеме, значи, кај релевантните други суверенистички партии и групации као Салвини, Лепен, АДФ.
партијата на Путин и они ќе не примат, ќе не помогнат. Не иде така. Значи по нашото, по вашето искуство и Родина оди по истото искуство. Значи Родина веќе 2 години се труди да биде препознаен и веќе почнува да доаѓаат резултати. Не одиме ние. Кај другите, они веќе почнуваат да воспоставуваат контакти со нас, на нивно барање. Така функционира. Така и се умрежуваме, како што вие сте се умрежували. Еве да ви кажам, зошто јас би отишол кај некој во чие што вредност гледам нула. Математика знаеме, било која големина, која ќе ја помножите со нула, колку дава? Нула. Па зошто големите сили би се множиле со нула? Апсолутно. Но ако препознаат големина во вас, тие би сакале да се помножат. Веќе почна. А ако ние викаме, абе, се што треба, се ќе направиме, ама ние да сме со вас, он автоматски добива порака, аха, од овој немам што да видам, нема вредност. А при тоа забораваме, како што кажав, дека лежиме на вулкан од вредности. Ама ги заборавивме, не се повикуваме. Ние, кои што има се уште живи сведоци за Гоце Делчев, па сакаме и него да го, внимавајте, продадеме. Да, токму така. Не да го предадеме, да го продадеме. За краткорочен личен интерес уште еден мандат. За почеток на преговори со Европска унија. Значи не е ни за членство што не треба. Не покажуваме никаква вредност со тоа. Па нормално е да, еве, стаите се на местото на Европска унија. И ако некој вака ви се нуди да биде цело време со вас, а вие не гледате вредност, па вие ќе бегате од тој човек. Сте биле некој, сте шетеле по камен мост кога некој сака нешто да ви шипне, безвредно. И сакате вие со него да седнете на ручек во рестораните околу? Не, вие гледате да избегате од тој човек. Ние така се однесуваме сега. Особено ако тој човек ти каже, слушај, ти продавам на очари, после викаш не иќам, имам зипо опалјачи. Сега ние така се однесуваме. Што треба да смениме? Знаме? Еве, ајде знаме. Ајде да бидеме со нас. Што треба да смениме? Име, фиром, ајде. Сега северно, ајде. Па ти сам кажуваш, сам си го негираш твојот дедо, твојот прадедо. Вика, ама нема да влезем во Европска унија. Ама подобро е да не влезеш во Европска унија, отколку сам да се негираш. Абе имаме ли достоинство? Јас не знам на што се сведовме, меѓутоа сепак гордоста моја и зошто сум јас во оваа емисија е референдумот. Народот јасно и гласно, недвосмислено и ги делегитимира таквите политичари и они можат се уште привремено системски да узурпират државата. И да, сега сме ние окупирана држава и сега сме ние узурпирана нација. Меѓутоа тоа не може да трае вечно. Па турците 500 години ги издржавме, тама работа ови да не ги издржаме година, 2-3. Но во меѓувреме, на гладните риби, да им кажеме дека позади црвот стои јадица. Оти сепак многу гладни луѓе го гласаа таков СДС каков што е. Тоа значи дека тие луѓе веќе не ги интересира да што се фаќаат на јадица. Им ветуваат се и се што. Чув дека некои ги плаќале, на некои им кажувале вработување дека им дадат. Аман бе луѓе. Па еве нека ви дадат и 600 евра месечна плата. 30 години не истата мантра ги фаќаат. Ама не, еве 600 еден живот имаме, бе. Што ќе направиме ние со тоа? Бе дај да стекнеме вредност внатре. Значи се што можеш да замислиш, ти можеш да оствариш. Ама сврти се кон себе да имаш собствена вредност. Друг пат за тоа, сега тоа е друга тема. Тоа нека ја прочитат книгата, па ќе им дојде. Така си е. Ги спомена либертаријанците, значи како мој личен идол така? е ликот на Џон Галт во книгата Атлас протресен од авторката Рајан Ант. Многу луѓе тоа, у Македонија таа книга не е ни преведена. Меѓутоа јас лично кога го открив тој лик, Џон Галт, или можеби и Рирден, може да ја спомнам, Дегни Тегарт, тоа се ликовите во таа книга. Јас сватив што на нас во општеството ни е болката и сватив дека овој народ не смее, не да не треба, не смее да се потпре на политичари, туку на предприемачи. И ако ние немаме успешни предприемачи, кои што на доброволна основа разменуваат вредност за вредност, ние не можеме да створиме вредност. Има ли тука некоја аналогија со Трамп во Америка, пошто он беше добар предприемач? Трамп и е близок со либертаријанците. Еве да ви кажам. Рон Пол му е еден од најголемите поддржувачи. Да ви кажам, таа книга што ја спомнав е пишана во 1957 година, издадена во Америка. Џон Галт е исто што и Доналд Трамп. За неговото време. За него и таа книга сега е попопуларна од тогаш, затоа што всушност книгата е како се вика ова пророштво за денешната ситуација во Америка.
И апелирам сите што сакат малце повеќе да ја осознаат денешната социјална состојба во општеството, треба да ја прочитат книгата Протресен атлас и да сватат што е либертаријанство и што всушност државата и етатизмот како го заробуваат Значи ќе вас слободумниот човек. ќе дозна за стапицата на глобализмот. Апсолутно, да. Глобализмот браво за тоа. Еве, пријатно ме изненадивте. Значи, ние не знаеме, а не знаеме дека не знаеме. Но нашиот непријател не се тие што се обидуваат тоа нас да не го направат. Нашиот непријател сме самите ние. Не може мене друг да ми Моето незнаење е мојот најголем непријател. Ама не знам дека не знам. Се додека не почнав да се дружам и не ги замолив да ми бидат ментори, луѓето кои што направиле мега успех. И тие ми ги посочија мене тие филозофии. Тие ми посочија дека ако ти немаш лична филозофија, ти не заслужуваш ништо во живот. Тие ми посочија дека се додека јас барам, јас не постојам. Само кога даваш, само тогаш постоиш. Но за да даеш, прво треба нешто да стекнеш, да имаш вредност. Но почнува со давање. И еве што ме научи таа книга, што ме научија моите ментори. Вика, предприемништвото е природен процес кој што е даден од Бога. А ние во Македонија, благодарение на опортунистите политичари, ги идентификуваме предприемачите со криминалците. И они викат, држте го крадецот, и при тоа не крадат цело време. Што е предприемачот? Исто што и една јаболкница. Зема суровини, минерали, материјали, вода, се од земјата, го процесира тоа, го обработува и прави нов производ, јаболко. Производот го дава во таква боја, што да можеш ти од 1000 метри да го видиш. За да го земеш, но она прво дава, а внатре има семе. И ние, луѓето, животните, мечките, свињите, елените, срните, што ги јадат тие јаболкници, бидејќи не привлекува со мирис, со вкус, со боја. Значи, она прво дала, ништо не бара, почнала да дава. Значи, тоа што го има, го процесира, дава нова вредност. Ние, земајќи јаболката, ја јадеме и што правиме? Семето го разнесуваме. И колку повеќе квалитет нуди таа јаболкница, толку повеќе семе разнесува и ствара нови. Ако не е квалитетна, нема да ја користиме и нема да го разнесеме семето. И така се ствара сорта. Што прави предприемачот? Она што го има во околината, го процесира, го креира и ствара нов производ. Дали телевизор, дали телефон, камерата што ја гледам. И ако тоа нас ни се допаѓа, ние тоа го земаме и понатаму го препорачуваме. Но прво дал. А ние сакаме прво да ни дадат. И бидејќи немаме што да дадеме, го продаваме идентитетот. Предходните од СДС го продаваа националното, СМ, Телеком, имаа материјално што да продават, и кога веќе им снема материјално, пак не ја научија лекцијата и наве се свртат кон себе, сега го продаваат духовното, но дават бидејќи немат лична вредност. Но тоа е СДС, тоа не е македонскиот народ. Не, и тоа го прават под диктат токму на тие глобалистите, Зоран. Затоа што се по мајндсет измеќари. Сортите разноврвни Така е, да постојат. Они сакаат да унифицираат се. Еве да биде подедно. Точно. Еве да се потсетиме. Какви индустрии имаше Република Македонија порано, до 89-та, а какви индустрии има сега? Секоја чест остана само еден алкалоид, кој што беше тогаш и еве го и сега. Ние наместо да ги почитуваме тие што стварат вредности, наместо да ги почитуваме тие што извезуваат вредност, ние ги почитуваме тие што ни ветуваат дека ќе ни дават. И од кај дават? Е од буџетот. И кој го полни буџетот? Па тие што стварат вредности. А што им даваме на тие што стварат вредности? Па ги нарекуваме криминалци и ги одоночуваме. Се додека либертаријанците и независните слободумни лидери не дојдат да бидат на ниво на херои во ова општество, ова општество е осудено на пропаст. Исто како што една фирма, ако ја наградуваш просечната или слабиот работник, наместо најсилниот работник, фирмата е осудена на пропаст, исто е и со општеството. Ние 30 години на празно ги наградуваме СДС и ДПНЕ, фирми кои што освен празни флоскули и освен распродавање не дадоа ништо. Барем разликата, ако можам да направам разлика, овие духовното го продаваат и материјалното, овие претходните само материјалното.
но тоа е, како што кажав, нивни проблем. Дај сега конечно ние се свртиме кон себе. Што јас како поединец можам да дадам во моето семејство, во мојата микросредина, малку пошироко, па и во општеството. А не што општеството може мене да ми даде. Ние сме родени како слободни луѓе. Ние сме родени да придонесеме. Исто како што едно семе јаболко е створено за да придонесе. Значи ние сме родени за да не чипираат, како што има план сега. Нормално, ние не сме Бил репроматеријал. Гейтс, Светската здравствена организација. Веќе борбата, тоа го пише и во Библијата. Така е. Борбата е веќе, последните денови се дојдени, барем јас она што го гледам. Живот на зверот. Да, и сега борбата е јасна. И сега, вика, во последните денови, читајте Библија. Библијата е упаство за живот, да знаете. Така е. Основно четиво мене ми е Библијата. За бизнис, за предпремништво, за живот, за семејство, за се. И таму вели, во последните денови, сето знаење ќе ви биде дадено, за да не можете да кажете дека не сте знаели. Дека сте сгрешиле, сте отишли на погрешната страна, од што не сте знаели. Зарем не ни е поделено сето знаење? Сакате сега да ви го извадам за една секунда Достоевски на норвешки? Сакате на, не знам, афрички јазик некој да ви го извадам? Само Google. Значи сега сето знаење ни е дадено. Така е. Но дали ние истражуваме? Тука е проблемот. Тоа е проблемот. Дали ние нешто вложуваме за да осознаеме? Бидејќи сме иста генерација, на 2 канала на телевизија дома во наше време, многу повеќе знаевме и имавме и општа култура и познање за другите, околу децава сега што имаат се на интернет. Ама дадено ни е. Но ако, што вика Библијата? Аме барај и ќе ти се даде. Тропни и ќе ти отворам. Меѓутоа, ние што сакаме? Ние чекаме некој да ни даде. Што треба да смениме? Името? Ќе го смениме, ама дајте ни фондови од Европска унија. Пазете, до толку беа недоветни овие будалетинки, јас се извинувам. Вика, ќе имате, кампањата им беше за референдумот, ќе имаме бесплатен роаминг. Може да замислиш која мизерија е тоа? Која проституција е упрашање? Значи за бесплатен роаминг дајте ние да се смене. Бесплатно здравство што не функционира во Европа. Не, за никаде. бесплатно здравство знаеме дека лажеа. Так. Ама на вистина ќе имаме бесплатен роаминг, тоа не го лаже. Па зарем јас да си го дали да си го сменам идентитетот на моите деца за бесплатен роаминг? Па зарем јас не можам на моите деца да им обезбедам роаминг? И ако не можам да им обезбедам роаминг, па заслужувам ли да ме наречат таткове? Секој може да биде родител. Дента кога Заев го потпишуваше договорот во Преспа, јас со моите деца бевме во музеот на Никола Тесла во Белград. Им кажував што направил Никола Тесла за човештвото и им објаснував кој е Вестернхаус, кој е Тесла. Зошто Вестернхаус го спонзорирал Тесла и ги учам моите деца да бидат идниот Вестернхаус. Оти има многу Тесли, треба да ги пронајдеме, но им кажував кој е JP Morgan. И објаснувајќи им го тоа, дознав дека Зоран Заев утредента сака во Преспа да потпише договор. И тоа, внимавајте, во Нивице. Во Нивице што Тие е што ја парадокс. знаат историјата, ја знаат пораката. Невербалната комуникација е основен одраз на суптилно интелигентните луѓе. Сублиминална порака се праќа до македонскиот народ. Скриена порака, така е. И тој што го разбира тоа, тој точно знае. Знаете ли што направив јас? Ја прекинав нашата екскурзија во Белград, го прекинав, утредента требаше директорот на музеот да им одржи на децата, лично го платив човекот, да им одржи на децата лично предавање за Никола Тесла и со цело семејство бев во Преспа. И таму се обидов да влезам таму кај нив. По цена да ме уапсат, полицијата ме спречи, не ми дозволи и ја викам уапсете ме. Имаше многу интелигентен полицаец, навистина интелигентен, иако за жал го кажувам тоа. Вика, не, ако те уапсиме, ќе те направиме херој. Од историјата, вика, се менува и ова ќе остане запишано. Ние нема да те уапсиме, ама нема да те дозволиме да влезеш таму. И јас излегов, направив видео на плажата во Преспа, на 500 метри од нив, и кажав дека сите ние можеме да бидеме родители. Но епитетот татко и мајка не можеме да бидеме сите. Сите не можеме да бидеме родители, ама најголемиот број. Но не значи ако си родител дека си татко. Татко се станува ако ги научиш твоите деца на вистински вредности, ако им дадеш вредност и ако им зацврстиш идентитет, за кој ќе се каже, чекај, ти Витанов си, ти си на Витанов, да има импресија кај нив, а не да има срам. Јас не го жалам Заев. Јас ги жалам поколенијата на Заев.
Како што ги жалам поколенијата на Коте од Рулја, како што ги жалам поколенијата на сите оние кои што ги предадоа нашите комити, нашите јунаци низ историјата. И не ги мразам, ги жалам. Ги сожалувам затоа што немале вредност, па се обидуваат да распродадат нешто што не е нивно за туѓа вредност. Како што и го жалам секој кој што е фатен како краде, не знам, за да се прехрани. Затоа што не сваќа дека има сопствена вредност. До толку ниско е паднато нивното ниво. И затоа сме дојдени ние во оваа емисија, барем јас во оваа емисија, за да се обидам да ги подигнам вредностите на моите сограѓани без оглед од која нација и од која вера се. Граѓанството, либертаријанството, човечноста и слободумноста се вредности. Националната припадност не е вредност, идентитет е, но не значи дека е вредност. И затоа не ги двојам луѓето јас на наши и нивни, туку ги двојам на слободоумни и зависни. И бегам од зависни. Суверенисти против глобалисти. Буквално така. Нас ни треба суверенизам. Зоран, имаме комплетно идентична не знам, идеологија. Ние двајца се познаваме 2-3 дена, колку? Кога се запознавме? Пред така. 3 дена, не знам. Меѓутоа сме тука но некако. јас си ги кажам моите ставови. Слушајќи го тоа што го кажеш сега, прочитај ги нашите идеолошки одредби и програмата, ќе видиш дека 99% се согласуваме. Добро, тоа не значи дека ќе влезам во политика, да се разберем. Не, дали јас тоа. Јас се останувам во предприемништво. Целта на родина. Си се доживам како Џон Галт. Одлично. Значи секој треба да си го најде своето место под сонцето. Така е, точно и така. својот придонес во државата, да ја изградиме како поубаво, посовршено општество, како должност према нашите деца, према идните поколенија, не да бидеме заедно. Значи, истото што го велиш ти, дека треба да се возродиме. Родина го кажа дека треба да се редржавализира. Значи, Да воскреснеме? Да воскресне. Слободата на поединецот. Значи, Слободата суверенот тоа е носител на суверенизм. Тоа е. Меѓутоа, внимавајте, слободата е поважна и од здравјето и од љубовта. Тоа луѓето не го знаат многу, да знаете. Значи, ако ти ја изгубиш слободата, ти гарантирам дека ќе го изгубиш и здравјето. И ти гарантирам дека ќе се изгубиш и љубовта на твојот живот. Слободата е императив, а не здравјето. А ако ние дозволиме да не чипират, да ни стават, не знам, маски, страшно, да не затворат, да не... Сами по улица маски, сам во автомобил маска. Значи слободата им е земена на луѓето. Нешто мора да направиме. Пак ќе се вратам на Библијата. Така е. Таму е кажано дека само на човекот му е дадено право на слободен избор. Еве да ви дам еден прост пример, кој што мојот ментор ми го каже. Вика, ти прави колку сакаш обуки со јато гуски. Кога ќе дојде есента, колку и да ги обучуваш гуската да оди на исток или на запад, гуската ќе оди на југ. И ако сакаш цел живот едуцирај ги гуските дека ако одат на исток оваа година или на запад или на север ќе им е поубаво, гуската кога ќе дојде време пак ќе оди на југ. Не е дадено слобода на избор. Гуската е програмирана и ја води инстинкт. Единствено на човекот, затоа е створен по лика и прилика на Бога. Ние како ќе владееш со себе ако немаш слободен избор. И сега некој сака да не внесе во матрица. Затоа многу го сакам филмот. Во мојата книга и го цитирам. Филмот Матрикс, диалогот помеѓу Морфеос и Нео, кога он му вика дека луѓето толку се во матрица, што они и не знаат дека се, па кога ќе се обидеш да ги извадиш, тие пружат отпор. Тие тебе те напаѓаат. Или диалогот, како се викаше овој што се размножуваше овој програмот што беше, кога му вика добро, нели гледаш дека не можеш да ме победиш? И вика, нели гледаш дека секако кога тогаш ние ќе те совладаме. Зашто пржаш отпор? Затоа што така одбрав. Јас можам да одберам правото на избор, на личен избор, а не на наметнат, е одраз на слободен човек. Се додека си слободен, ти можеш да ја зборуваш вистината. Се додека ја зборуваш вистината, никој ништо не ти може. Вашовски браќата кои го направија филмот Матрикс, не знам дали се свесни, претпоставам дека си многу се свесни. Дека токму од Македонија тоа извор на учењето за матрицата. Збори за богомилите. Браво. Затоа што во едно од Евангелијата, значи Евангелието по Јована, што е апокрифно и што не е признаено од официјалната црквена теологија, се кажува дека
овој свет е креиран по матрица, значи е илузија. Да, Токму илузија. тоа што се Вие говори не знам во дали го следите, и Елон Маск го зборува. Елон Маск точно тоа го кажува, да, во последните. Јас лично низ моето животно искуство можам да го посведочам тоа. Јас кога излегов од матрицата, го постигнав тој успех. И сега сум, верували ви или не, Сега гледаш матрицата потполно слободен човек. Буквално дозва. И затоа воопшто не ми е гајле кој како ќе ме свати кога го кажува мојот став. Зошто? Врз база на животно искуство зборувам. И ако ја немате таа животна филозофија, јас ви гарантирам неуспех. А ако ја имате таа животна филозофија, ви гарантирам успех. Матрицата не ви дозволува успех. Матрицата ви гарантира робство. Си додека има мрежа на очите, магла пред себе, не ја гледаме матрицата што од надвор ни се сервира, тука само ја спроведуваат двете системски партии 30 години упорно начело со Зоран Заев. Се Не е битно кој е начело, не е битно. И доколку луѓето се уште одат со маски во автомобилите сами, сакаат да се чипираат, се плашат да излезат и да го кажат. Сега некои луѓе со право, нели, ако гледаме од аспект на страв, ќе не нападнат, да, ама ако немаш маска, ти ќе заразиш други. Точно е. Ние треба да бидеме внимателни. Најде да ви кажам. Денеска видов една низ градот имаше гужва, нели знаете како беше, и видов една млада дама, убава 30 годишна по моја проценка девојка, која што многу несмасно низ градските гужви возеше скутер и кој што немаше кацига, очигледно негде брзаше и јас бев повеќе од сигурен дека ако она секој ден го прави тоа, ќе настрада. Меѓутоа, и многу поверојатно ќе настрада од скутерот, отколку од коронавирусот. Меѓутоа и покрај се, таа одлучила, таа очигледно има некоја цел во животот, па свесно презела ризик, по цена и на последици, за да успее во тоа што го прави. Барем така ми делуваше по body language-от. По тоа како самоуверен, многу самодовер. Што ми е поентата? Слободумните луѓе кои ќе имат некоја визија и за да ја направат таа визија нивна реалност, тие луѓе се спремни по цена на живот и смрт да ја реализираат состојната визија. Зарем Гоце Делчев не знаел дека ќе загине? Па он сам кажувал дека ќе загине. Зарем Исус не знаел дека ќе го распнат? Па он им кажувал, им најавил дека ќе биде повикал дека ќе биде распнат. Не само тоа, работата да затоа знаел. Меѓутоа по цена на живот и смрт е тогаш доаѓа до воскресение и тогаш си инспирација за сите. Затоа Гоце Делчев е се уште жив. Духот на Гоце не може 8 пратеници во парламентот со декрет, со уцена да не одат у затвор затоа што направиле криминал да го угинат. Напротив, само го размножуваат уште повеќе. Затоа немојте да се плашите. Да, некој од нас ќе погинат. Тоа е, мислам, тоа е цена на... Сакате нешто да ви кажам? Со сигурност, за жал, ви гарантирам, сите ќе умреме. Не е прашањето дали ќе умреме. Прашањето е што правиме додека сме живи и која порака, кој пример сме за идните генерации. Сите ќе умреме во матрицата. Така е. А во матрицот ќе продолжиме да живееме. Така е. Затоа што ние не сме тело, ние сме дух. Ама ајде, тоа се други теми, не можеме сите. Да, не можеме сите теми. Така. Делумно и во книгата почнува. Одлично. Ќе ја прочитам и верувам дека и Јас на вистина апелирам, бидејќи ова е животно искуство, ова е и автобиографска е во добар дел книгата. Супер. Иако на крај завршува со најсовремените економски модели, најсовремените процеси, што е блокчейн технологијата, каде оди светот, како технологијата да ја користиме за добро, а не за лошо и така, за да не навлегувам. Меѓутоа почнува и почнува како роман, прочем. Меѓутоа почнува со еден роб. Роб како излегол од матрицата. Роб, обичен роб во Индија. Потоа продолжува како автобиографско дело, али ајде да не ја раскажувам, да не ја... Така. И таа книга, верувајте, по реакциите што ја гледам, буди, во првата недела, во сред корона излезе, кога не работеше ни книжарите, книжарите работеа во скратено работно време. И онлайн се нарачуваше. Да, и онлайн се нарачуваше, но се распродаде за 7 дена над 1000 примероци. Одлично. И гледам реакциите се многу позитивни. Родина Македонија токму ги има таа наратива дека не се плаши, да поттикне свест кај македонецот дека треба ова што веќе 30 години нас не поразува да се смени. Значи спремни сме што се вика и животот да го даеме, мада
не сме за среќа во ситуација Тоа не каде што- значи да одиш во војна. Тоа Без во значи војна. дека Значи, со ум, со не те разум. интересираат последиците. Мојот ментор напише една книга. Да. Книгата се вика Pay the fucking price. платија Проклетата цена, цената. еве да учтиво да ја преведам. И јас викам Марио, абе, не е ли малце книга? И таа е светски бестселер. Еве на Амазон се продава во стотици илјади пример. И викам, не е ли малку неучтива, некултурна книгата? Вика Зоран, немам време за политичка коректност. Политичката коректност е одраз на плашливи луѓе. Према кого да бидеме коректни? како што ние немаме време за политичка коректност ако према сум- Зоран Заев. Така, ако сум политички коректен, вика, тоа значи дека не сум искрен. Така. Но ако сакате вие навистина да успеете, треба сте спремни да ја платите цената. Викам, што е тоа? Па и живот ако треба. Оти каков ти живот живееш, до Балчак филмот сте го гледале? Така е. Не сега Стале Попов, се уште една легенда ќе цитирам, Столе Попов. И еве јавно да му честитам за филмот, како завршува филмот? Па ќе го цитирам, автентично. Е бати животот ако не си спремен да Да умреш. загинеш за него. Така е. Па каков живот ние треба да ти е прекрасен животот за да си спремен да загинеш за него. Прашајте се сега сите што ја гледат таа емисија. Дали живеете прекрасен живот? Не верувам. Ретко кој ќе каже дека живее. Еве да ви кажам мерило. Ако на Сабајле вие имате аларм, вие не живеете живот, вие сте во матрица. Роб. Зошто? Класичен. Па тоа значи дека правам нешто што не сакам да го направам. Така е. Ако не сакам да, Ако не биолошки станувам, сам не сум да, и ако во не тој станувам временски период да си ја разбуден. реализирам, дали Гоце Делчев имал аларм на Сабајле? Не. Не, затоа што имал визија. Дали Исус имал аларм на Сабајле? Дали еве да се вратиме на денешните модерни Џон Галтови што ги викам јас. Дали Елон Маск има аларм на Сабајле? Не. Тој има визија во живот. И така натаму, и така натаму. Дали сме слободумни? Не. Ако не си слободумен, секој злобен ќе гледа да те владее и да те зароби. И тогаш и не заслужуваш слобода. Оти слободата е нешто што мора да го заслужиш. Не може да се поклони, како и успех. Дали е време, значи, Зоран, по твое, не може да политиката да тргнеме на страна. Толку е актуелна и деновиве со создавање на собраниско мнозинство и денеска што се случи со изборот на Талат Џафери, знаеме Талат Џафери. Го избра. Јас Го избра. политика не гледам, тоа ми е Да. Као што кажав, као што и мигар не ја следам. Го избра, лесно е да се прогнозира што ќе се случува во наредниот период, без разлика што актуелните случувања не ги пратиш. Верувам дека си на мислење дека на Македонија треба свежа крв, ново нешто на политичката сцена. Значи нешто што ќе ги Игнорира ја политичката сцена, барем тоа е моје. не На можам да ја Македонија- игнорирам затоа што сум вклучен во незе, родина Внимавајте, Македонија. да ви објаснам нешто. Како јас гледам на работиве? Ние имаме демократски систем, како и најголемиот број на држави. Влажна демократија. Не, имаме демократија. И сега ќе објаснам. Знаете ли што е демократија? Владење на просечните. Платон го кажува таа. Секогаш во секој општество неуките и сфрустрираните и луѓе кои што носат одлуки со емоции се мнозинство. Во секој општество. И ако ти сакаш да си успешен политичар, ти мора да се додвориш на ниските слоеви на општеството. На оние кои што не ствараат нова вредност. Па кој се додворува на нив? Тој што е на нивна фреквенција. Парламентот е само одраз на неуките луѓе во општеството и нивниот квалитет. Затоа во последно време ние не се појавија разни џаферовци, амди. Кој е квалитетот на тој што е сега председател на парламент? Тој човек убивал луѓе, знаете? Човекот е дезертер. Не, убивал луѓе. Така е. Прво, 2001. дезертирал од 2 армии. И од ЈН и од армијата на Република Македонија. Па сега, јас очекувам тој да ми носи, Така. па тој ќе дезертира од ова држава, ви гарантирам. И сега, зашто тој да ми биде мене предизвик и зашто него да го следам? Не му давајте дали го тоа значење. да ти биде пред... Ние мораме... Само да ви кажам, Они ни се нас вистинските вредности и реален вистинските таргет. квалитети се во предприемништвото и во економијата. И сега ќе ви кажам која е мојата цел. Мојата цел е во Република Македонија, независно на вера, нација, религија, да направиме Ама ако слободно... не го замениш... Дозволете. Ако, само момент. Да довршам. Ако не го замениме Заев, ќе дојде утре колку и да си успешен и добар, ќе те ја затвори, ќе те изрекетира фирмата. Се додека имаме гладни луѓе, ќе владеат луѓе како Заев. Значи мора да се тргне таков човек. Не дозволете. Еве да повторам. Се додека во државата имаме гладни и зависни луѓе, на власт ќе бидат луѓе како што се.
Како тоа да се смени? Ако направиме слободоумни предприемачи кои што ќе креираат вредност, ако створиме критична маса од 1000 луѓе кои што се независни од локалниот жабарник наш, туку креираат нови вредности кои што планетата на глобално ниво ги препознава, ние нема да го оправиме општеството. Зошто? Ако направиме 1000 слободоумни луѓе, ние можеме да кажеме каде ќе се изградат патишта, болници и ние може да ги изградиме тие. Нема да ви дозволат за. Ето, Ако нема политичари што ќе ми се спротистават на сегашниве, само да довршам. нема да ви дозволат на вас да ги искажете вашите А како можности. можат да не спречат освен физички? Затоа препорачувам да ја прочитате книгата на Райн Ан. Ако можеме технички да направиме 5 минути пауза, ќе пуштиме едно кратко видео да видите како се обидуваат еден супер успешен предприемач во тоа замислено општество проектирано во иднина на Америка, пишувано 57 и еве се случува сега со Антифа, со глобалистите, се случува, предвидено е како се обидуваат на еден независен предприемач да го вкалапат и ќе видите што он им кажува. Вие можете тоа да го направите, ама на сила. Дури го судат, ќе го видите судењето, го судат затоа што он одлучил со сопствениот продукт на кого да го продава, на кого да не го продава. Ама полесно е ако го има Трамп позади себе, да го заштити. Дозволете, а како дојде Трамп на власт? Прво стана успешен предприемач, а не влезе во State Department па од таму. Еве ви сведочам, јас бев во парламентот. Од таму јас можам само да идам алатка на тие кои што сакат да распродаваат. Па што мислите, зошто јас се тргнав? Па пред се од оној што ми е мене најблиско, од Зинго пред се тргнав јас. Потоа од другите, од прво сопствениот двор треба да си го исчистиш. Потоа другите. И истото го направи и Трамп. Трамп не отиде преку State Departmentот. Не отиде преку политичкиот систем. Трамп отиде преку предприемништвото, преку слободната економија, каде што се тргува вредност за вредност. Отиде по патот на Џон Галт. Во родина Македонија, па можам да кажам дека 80% од членовите на Централниот одбор и председателството се успешни предприемачи во последните 20 години. Се надам, не знам, јас со нас начело. Сега ме запознав. Да, не знам. Имаме експерт од Светски глас. Еве да ви апелирам. Господинот Горан Шумков, значи што работел за сите меѓународни институции. Мило ми е ако е тоа така. Меѓутоа еве да ви апелирам. Пробајте да направите заедништво. Клучниот збор што го одржал македонскиот народ, симбиоза ми треба, е соборност. Апсолутно, затоа и значи клучниот збор сега во последните 20 години ние како македонци го заборавивме клучниот наш збор, соборност. Ако не сме соборни, ако немаме лепак кој што интегрира, а не разединува, ќе не владее кој како ќе стигне. Така да, убаво е што имате иницијатива, но гледайте да се окрупните, да се здружите околу идеја и визија. И не е важно кој е лидер, кој не е. Од тоа страдат македонците. Лидерите се раѓаат во ако сте го читале Лидер без титула од Робин Шарма, лидер не е оној кој што е на столче. Туку е оној кој што на кое и столче да седне го краси столчето. И кој што е прво борбени ред. Но кој што има вредност внатре. Ти лидер можеш да бидеш и од дома. Ако имаш вредност внатре и ако таа вредност пазарот, не гласачите, пазарот ја препознава. Гласачите дават глас, пазарот дава пари, вредност за вредност. И ако лидерот не развенува вредност за вредност, тој не е лидер, тој е демагог. Затоа кажувам, либертаријанци и предприемачи му требат ново општество, а не политичари во парламент. Тоа е либертаријанци, предприемачи и политичари суверенисти, што ги немаме во парламент. Па добро, политичар по мене не е професија. Не е професија, далеко од тоа. Значи ние од предприемачи 80% од родина влеговме од што моравме, немаше до балчак ни беше веќе, станавме политичари. Да ја спасиме Македонија, зашто отиде веќе во небо, не поврата. Режија, докаде сме со паузата? Значи ќе имаме прилика да видиме некој видео. Cette chanson.
небеса, на нашата земја, на нашата земја, на Македонија, на нашата земја, на Македонија. Слобода немаме, правди никакви, кога ги бараме, затвор се најдоме, кога ја бараме, затвор се најдоме. Налей, налей, ме анџике, налей, 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 од рујното вино. Налей, 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 од рујното вино. Verse, verse-moi, allez ma fille, verse-moi, verse du vin rouge pour la Macédoine, verse du vin rouge pour la Macédoine. Никогаш не сум ја заборавил. Имав две љубови, две. И двете невозвратени. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Парола имаме, смрт или слобода. Liberté. За Македонија. Режијата ми јава дека го имаме видеото, Зоран. Значи, Да ни навистина го сте брзи и најавиш. ефикасни, секој ве чест. Ова е исечок од филмот по книгата која што ја посочив, Атлас протресен од Айн Ранд. И тука ќе видите како општеството, заведено од политичарите, ги критикува оние кои што се успешни на пазарот, оние кои што ствараат нови вредности, до таа мера што сака дури да им одземат се. Исто како што 45-та година на успешните индустријалци локални се им е одземено во името на општото добро и потоа тоа општество видовме до кај доведе. Сега ќе видите таму еден диалог како наместо да се величат успешните предприемачи, слободумните луѓе кои што разменуваат вредност за вредност, дури завршуваат и на суд, но дури и такви, тие луѓе воопшто не се плашат и вика повелет, земете, но јас доброволно нема да ви дам. Така барем ќе знаеме дека сте криминалци, но вие сте, и тоа се однесува за сите политичари, озаконети криминалци, затоа што не нудите вредност, а земате вредност. Дури една Македонија има буџет од милиарди евра годишен. Дури една ваква мала 650 економија. милиони завршуваат надвор секоја година. Тоа, нашиот тоа е една работа и економски тим го и секој нов политичар нас не задолжува се повеќе и повеќе. Повеќе и повеќе. Сега, погледнете го видеото и ќе сватите кои треба да не бидат хероите во општеството. Тоа што ни се случува конкретно сега во сегашната ситуација во Македонија и можам да кажам дека ова е класична представа на Deep State, на длабоката држава во Америка. Точно така, затоа и го пуштив всушност. Но истиот тој Deep State
и нас овде не узурпира. И затоа треба да го негуваме слободарскиот дух во себе, личните вредности, личните компетенции и тоа што ние можеме да дадеме во општеството. Која вредност може да ја понудиме што ќе ја препознаат други, за да со вредност ни ја вреднуваат, а не да чекаме некој нешто да ни даде. И тоа нема врска со националност, со вера. Ние треба во Македонија не да се делиме по етникум и по вери и по партии. Ние во Македонија треба да се делиме по тоа кои се лидери, слободни либертаријанци, кои се суверени луѓе, по оние кои што имаат робовски мајндсет. Само таа поделба, но не за да се поделиме за така да останеме, туку да им укажеме на тие луѓе дека и тие имаат вредност во себе, само што не ја гледат. Да го, како што вика Тони Робинс, да го разбудат джинот во себе, во секој од нас има компетенции. И тие луѓе ние треба да ги штитиме, а не да дозволиме етатистите, државата, узурпаторите на власта да диктираат и да земат од оние кои што нудат вредности. Токму тоа е целта на Родина Македонија, како политичка партија, целта и на оваа емисија. Значи, сите слободолюбиви луѓе, суверенот, да дојде на позиција која што ја заслужува. Значи, ние сме тие што го градиме суверенизмот, ние сме тие што ја градиме иднината за себе, иднината за нашите деца, за идните поколенија. Ако се ние... додека е тоа така, вие ќе ја имате сета моја поддршка. Јас во политика не влегувам, но ќе идентификувам и ќе поддржувам секогаш такви ставови и таква артикулација во македонското општество, кој што и не мора да оди преку политиката. Но да, таква и всушност, што мислите, зарем би потрошил од своето време овде или би инвестирал? Ако не сум видел вредност во вас со нашиот првичен разговор од пред 3 дена, јас немаше сега и да бидам овде. Зошто? Па ако сте немале вредност, било која вредност помножена со нула, нели Да, дава нула. нула. Така да јас верувам дека е тоа така и искрено ве охрабрувам, ве поддржувам да ако нешто насушно му треба на ова општество, тоа се лидери. Ние немаме лидер, а лидер не е со тоа што си на фотелија. Туку лидер е оној кој што претходно створил вредност, па е замолен нешто да направи. И не мора да е секојаш во политиката, да знаете. Напротив, лидерот е оној кој што пазарот го препознал, пазарот го вреднувал и пазарот на доброволна основа, тоа е најважно, на доброволна основа е спремен да даде вредност за вредност. Како што јас доброволно сум се фатил за паричникот, за да го платам ова, бидејќи во тоа сум видел вредност. Ова ја држи Америка, а не ја држат Deep State и демократите Америка. Тоа да се разбереме. Ова ја држи Америка. Тој што направил либертаријански вредност и таа вредност ја нуди на пазарот и целиот пазар, милиарди луѓе, пазите, милиарди, се спремни да дадат вредност за да добијат вредност. Кога такви луѓе во Македонија ќе дојат на пиедесталот, ќе имаме суверена... Мериократија. Тоа го имаме ние во нашата програма, каде што најдобрите ќе бидат повикани први за да му служат на народот. Тоа е тоа. А сега последните се први, првите се последни. За жал. Да. Ти благодарам, Зоран, за твоето гостување. Се надевам дека нема да биде прво и последно, дека ќе се среќаваме повеќе, затоа што има многу што да им кажеш, да ни кажеш и на нас и на нашата публика, на нашите гледачи. И верувам дека ќе се вградиш, како што си вградуваш веќе преку предприемништвото во борбата за ослободување на Македонија, на македонецот. Тоа е основната причина зашто јас останав да живеам во Македонија. Јас ќе ви кажам искрено, имав донесена одлука со целото моје семејство да се одселам, бидејќи бизнисот ми е интернационален. Меѓутоа, после ова што се случи со референдумот, јас се одлучив да останам во Македонија. Си го чувствувам за личен предизвик и за лична моја морална обврска како генерација во која што сум во полна снага, во полна зрелост и во полн потенцијал. Сега можам да направам нешто да Македонија се врати на пиедесталот таму кој што заслужува. Овде кога мислам на Македонија, сега мислам на државата Македонија со сите граѓани во неа. Квалитетот да дојде до израз и да го подигнеме на повисок стандард, за кога ќе излезам надвор да се гордеам со тоа што доаѓам од Република Македонија, а не да се срамам затоа што во моментот, честно да си признаеме, Македонија е најсиромашната држава во Европа и Македонија од 91 за кое што ние на тој референдум сонувавме дека ќе изградиме, не е таа Македонија. Значи не е таа. И ако не си го констатираме честно тоа, ние ќе живееме во илузија и ќе се залажуваме, а ако го констатираме честно, ќе знаеме дека имаме што да градиме и имаме што да работиме и да си ги засукаме ракавите. Ракавите. Токму тоа што
Зоран Витанов го кажа дека предизвикот од референдумот знаеме како заврши, не беше валоризирана волјата на народот. Како што кај него створила револт да се бори, да остане во Македонија, да не ја напушти, така и членовите на народот на Македонија и основачите од кои сум еден и јас, решивме после тој референдум кога се погази нашата волја и волјата на сите граѓани да се вградиме во борбата за независна Македонија, за враќање на сите обележена една држава, да го вратиме асном назад, кој што не ја одземе насила. И тука сме затоа преку овие емисии, преку овие разговори и со вакви прекрасни гости кои се веќе докажани во својата професија и во својата национална патриотска борба, да стимулираме и кај вас да се разбуди чувството да и вие преку вашите действувања се вклучите во борбата на сите, без разлика дали е родина Македонија, дали се тоа други политички субјекти, поединци, бизнисмени, и заедно да дојдеме до конечната цел, враќање на Македонија во местото, во земјицата на народите, таму каде што заслужува. Ви благодариме за вашата гледаност на оваа емисија и до следната емисија се најубаво. Пријатно. Ajde, slušaj, slušaj, kaleš vrejanjo, što tam bura sviri. Tambura ta sviri, kaleš breanjo, ana mada bideš, ana mada bideš, kaleš breanjo, na čar da sediš, na čar da sediš, kaleš breanjo, žolti cida brojiš. Ajde, slušaj, slušaj, kleto bre Turče, ana mane biva. Ana mane bivam, kleto bre Turče, turski nera zbi.